Фидановски алармантен е недостигот на средства во пензискиот фонд. Токму заради тоа еден од предлозите, едно од можните решенија беше зголемување на работниот век, односно на старосната граница на пензионирање, подоцна тоа се отврли. Кои се вашите решенија? Вие веќе работевте, пишувавте за овој проблем. Се разбира, јас лично не работам на пензиски прашања, меѓутоа се занимавам со демографски истражувања, така што ги разгледувам и пензиските системи во склоп на пошироката демографска состојба во државите. Знаеме дека кај нас предизвика многу внимание и главно негативни, имам впечаток, реакции, оној предлог што беше доставен за евентуалното зголемување на возрастната граница за пензионирање. Така што тоа е веројатно една добра појдовна точка, дека овие теми секогаш се многу чувствителни, бидејќи повеќето луѓе не сакаат да работат повеќе, нели? Мене ми се допадна, имам поделени, да речем, чувства и ставови околу предлогот. Тоа што ми се допадна е онаа постепеност која што е стандардна практика во пензиските реформи низ светот. Многу е важно токму поради политичката чувствителност на прашањето, секое евентуално зголемување на возрастната граница да биде имплементирано постепено, по неколку месеци годишно, со цел луѓето да имаат повеќе време да се навикнат прво на самата идеја, дека кога еден ден ќе отидат во пензија, тоа ќе се случи малку подоцна и истовремено да не се случи веднаш за оние кои сега се блиску до моментот на пензионирање. Сега во однос на самата граница, знаеме дека кај нас годините се немаат менувано многу, последните неколку децении, значи повторно имаме едни прагови кои што не соодветствуваат на моменталниот животен век во Македонија. Но од друга страна, ако погледнеме компаративно низ Европа, во нашата држава се живее околу 12 до 14 години, моментално после пензионирање, зборувам во просек. Додека во Европската Унија тоа е барем неколку години повеќе, значи има држави каде што се живее до 17, 18, па дури и 20 години во просек по пензионирањето. Така што тоа исто треба да се земе предвид, значи некои модели кога ја го креваат прагот за пензионирање, го индексираат на животниот век. И тука повторно се добива еден ќар од политичка перспектива, значи не е дека политичарите излегуваат и еден ден велат, окей, ние одлучивме сега да го кренеме за толку и толку години, туку самите бројки, значи тоа е веќе вградено во системот, секоја година како што расте или не расте животниот век, така ќе расте или нема да расте прагот за пензионирање. Така што, еве да скратам како една сумарна реченица барем за сега, за мене е позитивна таа постепеност, значи сега се внесе тој дел во дискурсот, граѓаните сваќаат дека во некој момент ќе треба да се зголеми прагот за пензионирање, но онака како што беше предложено, мене ми делува малку предрастично, бидејќи ќе го зголеми дополнително јазот помеѓу ова што го зборував пред малку. Колку години се живее во пензија во просек во Европската Унија, а колку помалку кај нас. Доколку се зголеми сепак старосната граница на пензионирање, останува фактот што животниот век е загрижувачки низок во споредба со развиени демократски земји и Европа и во светот. Тогаш како би можело воопшто да се зголеми старосната граница на пензионирање? Нема логика. Знаеме дека е лош стандардот, знаеме дека се лоши здравствените услуги и така натаму. Апсолутно, тука доаѓаме до другата крупна разлика со европскиот просек, тоа е дека многу малку од овие, дури тие 12 до 14 години што ги споменам, во Македонија се поминуваат во добро здравје, тоа е на некој начин луксус. Така што и квалитетот на живот секако треба да се земе предвид. Ако гледаме стрикно вака од една фискална демографска перспектива, тоа може да биде и олеснителна околност. Колку и да звучи, можеби и неблагодарно, фактот што во просек се живее помалку, значи дека има помалку пензионери во државата, а со тоа и помал товар врз системот на државата, врз фискалниот систем, врз здравствениот систем и така натаму. Што значи дека затоа малку ми делува избрзана оваа идеја дека мора веднаш да се крене, односно не веднаш постепено, но во догледно време до 67 години, што би било еден од највисоките прагови тогаш во Европа, иако како што реков во повеќето европски држави исто така прагот ќе оди нагоре во меѓувреме.
Треба да зборуваме секако и за висината на придонесите на работодавците, значи се создаде една слика дека нели ако се крене превисоко или пренагло тој придонес, дека тоа може да има негативни економски последици, дека би се затворале фирми, дека ако ништо друго во најмала рака би се отпуштале вработени. Имавме еден таков пример во Велика Британија неодамна. Значи во Велика Британија едно од главните ветувања на лабористичката партија пред нивното доаѓање на власт со убедлива победа минатото лето на изборите беше токму зголемување на придонесот на работодавците. И се разбира, комората стопанска во Велика Британија беше силно против тоа и се користеше токму со овие аргументи што ги споменав пред малку. Лабористичката партија го оспари своето ветување и еве барем за сега не ги гледаме тие, иако се уште секако многу рано, тие силни негативни економски последици за кои што се зборуваше. Така да можеби треба да се размисли малку повеќе во таа насока, отколку само со ова едно вака поедноставно нели наведум, но можеби и од етичка перспектива проблематично кревање на правот за пензионирање. Во Македонија има идеи за зголемување на минималната плата, но од друга страна намалување на придонесите. Па да, тоа не ми делува многу реално. Мислам, видете, тука важно е да се спомене во една вака поширока перспектива дека кај нас сепак старењето на населението, иако е многу сериозно и нели е влошено со оглед на иселувањето, бидејќи тоа само дополнително го намалува бројот на луѓе на работоспособна возраст во државата, сепак кај нас падот на наталитетот, например, кој знаеме дека моментално е многу низок, се случува компаративно гледано подоцна отколку во западноевропските држави. Што значи дека кај нас, иако населението е веќе старо, значи ние тука сме една типична веќе развиена држава од тој аспект, сепак кај нас тој процес е започнат подоцна, што значи дека моментално населението и проблемите што произлегуваат за сите системи на државата од возрастната структура на населението се уште не се толку лоши колку што се лоши во повеќето западноевропски држави. Но ако ги погледнеме проекциите, за 20-30 години сликата ќе се сврти. Бидејќи кај нас тој процес сега се одвива иако од пониска појдовна точка многу побрзо и во догледно време, значи во животниот век на многумина од нас, тие фискални притисоци ќе се соочуваме со многу поголеми такви притисоци ние, отколку што тоа е случај кај западните држави. Во однос на платите можеме да зборуваме малку пошироко, мислам дефинитивно беа многу добре дојдени сите оние зголемувања на минималната плата кои што се случија последниве неколку години, бидејќи тие не само што беа добри за вработените кои имаат директна корист од нив, туку извршија и позитивен притисок нели врз остатокот од економијата, бидејќи ги зголемија и платите на следните неколку скалила и со тоа придонесоа во еден период кога имаше многу висока и постојано висока инфлација со години поради што знаеме нели кризата во Украина и сите последици од неа, тоа малку придонесе нели куповната моќ на граѓаните сепак да не претрпи толку голем шок колку што инаку беше случај. Велите да не се предизвика некаков шок, но секојдневно граѓаните живеат во таков шок, потрошувачки шок кој се однесува на зголемување на цените, а од друга страна платите остануваат многу ниски. Да, тоа е еден светски тренд кој не треба да го минимизираме, мислам секако дека е нели основниот параметар за квалитетот на животниот стандард. Факт е дека последните неколку години тоа се гледа и од политичките последици, значи последните неколку години насекаде во Европа па и пошироко партијата која што се погоди да е на власт, без разлика дали левица или десница, доживеа огромен пораст, речиси секаде, затоа што навистина беше еден непријатен период, кој можеби политичарите не го изменаџираа најдобро во некои случаи, но имаше некои објективни нели економски шокови кои што се уште, чии последици се уште ги чувствуваме. Во Македонија последната година инфлацијата колку толку се стабилизираше, значи со 3, нешто проценти, значи дојде веќе блиску до оној прак од 2% кон кој централните банки најчесто се стремат. Оние проценти кои што можев да ги забележам од страна на Народната банка, но и други меѓународни релевантни институции, беа дека можеби во 2025 година ќе го видиме обратното, значи ако сега инфлацијата беше меѓу 3 и 4%, а економскиот раст меѓу 2 и 3%, зборувам за 2024, можеби во 2025 растот ќе биде помеѓу 3 и 4%, а инфлацијата помеѓу 2 и 3% и на тој начин платите, односно бруто домашниот производ ќе расте побрзо од цените. Тоа можеби е оптимистички, но да се надеваме бидејќи гледаме дека и светската економија го има тој така наречен soft landing, значи имаме ситуација во која што ето откако се справивме со високата инфлација, успеавме во повеќето држави да го направиме тоа без економскиот раст да пати премногу, значи се постигне тој некој баланс. И сега ќе видиме во иднина како ќе се одвиваат работите, иако гледаме дека ситуацијата особено во Германија се уште е доста лоша, а со оглед на блиските
трговски врски што нашата држава и воопшто Балканот ги има со Германија. Гледаме дека нашиот извоз, кој рече се половина нели од нашиот извоз е фокусиран на Германија, така што тоа секако ќе продолжи да има економски последици, но тука доаѓаме до моментот дека за квалитетот на живот, иако се добредоедени ги споменавме претходно покачувањето на минималната плата, сепак тоа се едни така наречени потези од горе, кои што можат малку да ја дадат еден позитивен моментум на економијата, но не представуваат нејзин органски раст. И се додека не почнеме повеќе, не велам дека не се зборува воопшто, но дефинитивно не се зборува доволно за таков органски раст. Ако има време можеме малку да го начнеме тоа понатаму. Ние ќе зборуваме, се додека тоа не се случи, ќе зборуваме за вакви некои бројки помеѓу 2 и 3% на раст, кои што нели нема да прават голема разлика и ќе претураме практично од шупливо во празно. Потребни се структурни промени. На какви структурни промени мислите, заради тоа што, ева, ако мислите на инвестициите, ние практично немаме инвестиции, односно имаме само исклучиво кредити и овие кредити не се подпираат всушност на инвестиции. Погледнете го само унгарскиот кредит, а од друга страна инвестициите се сметаат како еден од начините за корупција. Има поединечни производи чии цени на вистина скокнаа енормно, особено во овие најтешки години кои ги споменав, но баш пред некој ден нели имаше едни анализи за целокупниот животен стандард и куповна моќ и колку чини да се живее едноставно во Скопје наспрема други европски градови, и заклучокот беше дека Скопје мислам испадна втори или трет најевтин град за живење во Европа. Значи не сакам повторно да ги минимизирам нели објективните финансиски предизвици со кои што се соочуваме, но треба да се потсетиме дека се тоа беше. Мислите дека е најевтин за живење, но не предпоставувам зависно од стандардот. Прилично е низок, односно најнизок е. Се разбира, кога ќе се земат и цените предвид и висината на платите, знаеме дека во нашата држава се уште стандардот на живење е многу понисок отколку во Европската унија. Тоа не е спорно. Меѓутоа само сакав да кажам дека овие предизвици со кои што се соочуваме последниве неколку години, тој надолен тренд, тој момент дека платите растат побавно од цените, беше еден европски феномен, кој во некои периоди апсолутно беше влошен во нашата држава, поради лоши политики, поради огромни профити и алчност на компаниите и така натаму, но треба да ја гледаме големата слика и како што реков на европската и светската економија во моментов сега и се случува еден релативно нормален период, тоа е тој soft landing за кој што зборував пред малку, и тоа ни овозможува да одзумираме малку од овие предизвици кои што беа на маса последниве неколку години и да се обидеме да правиме некои планови за иднината како да ја развиваме нашата економија, а со тоа да го подобруваме и нашиот животен стандард во условно кажано нормални периоди. Што би значило тоа? Што се тие структурни мерки за кои што малку зборував пред малку? Вие споменавте базата. Точно дека базата во Македонија е мала. Меѓутоа, дури и со постоечките пари кои циркулираат кај нас, ние можеме да правиме повеќе. Например, сивата економија во Македонија, некои проценти се дека изнесува помеѓу 25 и 35% од бруто домашниот производ. Значи околу 1/3. Во Европска унија тоа е околу 15%. Значи со постоечките пари ние можеме да менаџираме подобро, да користиме повеќе од нив за државниот буџет, доколку се подобрат капацитетите на институциите да ги спроведуваат деношните регулативи и тие пари навистина што исследуваат веќе на државата со постоечките закони да се влеваат во државниот буџет. И тоа е на пример една мерка која што може многу да промени, а не оди на штета никому, само на затајувачите на данок. И тоа патем анализите покажуваат дека се најчесто компании кои значи плаќаат даноци некакви за своите вработени, но одреден дел од платата ја исплаќаат како што велиме нели во плико. Што значи дека тоа се институции и вработени кои што се веќе пријавени во системот, што го прави следењето на овие криминали дури полесно се разбере, повторно ќе речем, доколку се зајакнат капацитетите на институциите во тој поглед. Втор момент е активноста на населението. Значи во Македонија речиси пола, 46% беше последната бројка што имам видено, од жените во Македонија се економски неактивни. Во Европска унија таа бројка е околу третина, кај нас е пола. Значи во таа насока треба да се размислува. Сега, повторно ќе земам компаративната перспектива предвид, живееме во ера на силна индустријска политика. Значи државата се враќа на голема врата од тој аспект, делумно и поради сите геополитички шокови кои ги споменавме претходно, државите се свесни дека мораат сами да инвестираат во своите економии, со тоа и во своите населенија, за да им обезбедат подобар животен стандард, но и да ги заштитат од идни геополитички предизвици. Во Европа големо внимание предизвика и се надевам дека барем дел од македонските институции го имаат предвид извештајот на Драги,
од пред неколку месеци, кој што јасно потенцираше дека најголемите пречки за поголема продуктивност и повисок раст на европските економии е се уште недоволното инвестирање. Значи живееме во таа ера на индустријска политика, но тој советуваше државите да продолжат да ги креваат даночните приходи, односно даночните стапки за поединците, но и за компаниите, да воведуваат попрогресивен данок. Во Македонија знаеме дека за жал тоа испадна еден експеримент како беше околу година дена. Треба повторно да се размислува во таа насока. Сега веќе мислам дека е комплетно отсутен за жал од јавниот дискурс прогресивниот данок, и тоа е тоа одзумирање за кое што зборувам. Значи да, имавме тешки години, но сега што ќе правиме понатаму, бидејќи така ќе ја развиваме базата билјане. Значи на тој начин, доколку влегуваат повеќе пари во државата преку повисоки даноци, државата потоа ќе може да практикува поквалитетна индустријска политика, таа да стимулира одредени сектори и на тој начин долгорочно економијата да расте како дел од тој еден практично позитивен, доблесен круг, како што велиме на англиски. Ова десничарска влада и немаат намера да практично да воведат прогресивен данок. Но сакам да ве прашам околу платите, што е апсурдна сушност. Луѓето од правосудството, вработените во правосудството бараат зголемување на 30% плата, а од друга страна, она што е апсурдот сушност, ги знаеме нивните перформанси, резултати. Знаеме нели дека со години наназад веќе судството е една од институциите, односно еден од секторите со најниски стапки на доверба кај граѓаните. Да. Не би можел да коментирам конкретно околу тој сектор, бидејќи не е во доменот на моја специјалност, меѓутоа би се навратил малку на овој дел што го споменавте претходно околу идеологијата. Значи само да нагласам уште еднаш дека две од мерките што ги предложив, и кои што не откривам топла вода предлагајќи ги, но е важно да се потенцираат во јавноста. Значи сузбивањето на сивата економија и зголемувањето на активното население на пазарот на трудот се мерки кои што не спаѓаат во одредена идеолошка матрица. Значи тоа се мерки за подобрување на економијата и на животниот стандард, со кои би требало да бидат согласни сите и левичарски, и центристички, и десничарски политики кои сакаат, наједноставно кажано, поквалитетна иднина. Овие други предлози кои што ги споменав секако дека имаат одредена идеолошка ориентација, но како што споменав, трендот целокупно во Европа, значи еве од поранешен гувернер на Европска централна банка, Драги, кој што реков, имаме извештај кој што и тој вели дека индустријска политика и поголемо вложување од страна на државата е главниот начин на справување со економските предизвици со кои што моментално се соочуваме. Бидејќи оној модел на економски раст кој што можеби не можеби туку најверојатно ни служел добро во 90-тите, па можеби во делот 2000-тите, значи во транзицијскиот период, тоа се ниски даноци, значи привлекување на странски инвестиции, компании кои што ќе дојдат токму поради тие ниски даноци и корпоративни и поединечни, без разлика што можеби други аспекти политички, од аспект на стабилност и така натаму нема во државата да им се допаѓаат. Тоа функционирало и не довело до одреден степен на развој, но за да го направиме тој следен чекор, сега веќе треба да ги воведуваме овие структурни мерки кои што и да ги подобруваме постоечките, кои што ги споменав, за да можат да растат утре и скоровите на PISA тестовите, значи да имаме пообразована работна сила и навистина веќе и во тој поглед на целокупен животен стандард да станеме една развиена европска држава. И тука сега доаѓаме до моментот со евроинтеграциите, кои што верувам дека ќе ги начнеме и подетално во остатокот од разговорот, но пред неколку месеци беше нели онаа годишнина голема, 20 години од големото проширување, Big Bang 2004 година, кога 10 нови држави се приклучија на Европската Унија, 7 или 8 од нив од Источна Европа. Тоа беа држави кои што тогаш беа горе-долу на иста појдовна точка како Македонија, во однос на разликите, јазот помеѓу нив и западните држави во ЕУ, значи постарите земји членки. Некои од нив малку понапред од Македонија, но отприлика тука некаде. И сега гледаме дека во овие 20 години тие затворија околу, се зависи за секоја различно, но отприлика некои 2/3 од тој јаз што го имаа со Европската Унија, и се предвидува во тие проекции нели на економско конвергирање, значи воедначување на економскиот стандард, дека за неколку децении, значи пак ќе речем во нашиот животен век, тие држави ќе дојдат на исто рамниште со постарите земји членки на ЕУ. За Македонија моментално таквите проценки велат дека околу 100 години би биле потребни. И тоа зборуваме доколку продолжат постоечките трендови на раст. А да се подсетиме дека јавното мислење во Македонија доминантно очекува дека на полошо ќе одат работите. Нели на оние анкети луѓето велат во просек дека сметаат дека државата се движи моментално во негативна насока.
Така што тука се разбира, не е случајно дека во овие 20 години што ги споменав, тие држави биле членки на ЕУ, а ние не сме биле, бидејќи тие држави добиваат околу 4% од својот буџет преку структурните фондови на ЕУ. Македонија од предпристапните фондови добива околу 1% од својот буџет. Тоа е разлика од 4 пати. Околу привлекување на странските инвестиции повторно се враќам, зошто е причината што немаме странски инвестиции, практично стравувањето од корупција. И освен тоа поминаа 6 месеци и некакви значајни мерки во овој правец, во борба против корупција не гледаме. Да, тоа е секако една непријатна реалност и знаеме дека, повторно ќе ги споменам истражувањата на јавното мислење, каде што незадоволството од корупцијата и од степенот на владење на правото секогаш се доминантни, многу подоминантни од овие геополитички прашања и ситуацијата со Бугарија, иако тоа не е отсликано потоа во дискурсот на политичарите и не беше отсликано ни летоска во изборната кампања за двојните избори. Се разбира, тука ги имаме и овие настани од последните неколку недели и месеци, значи случајот активен против поранишниот вице-премиер, неговото бегство, кое што кај граѓаните се разбира побуди спомени и на она што се случи со екс-премиерот Груевски пред неколку години. Тука важен да се издвои според мене многу и моментот дека иницијалната каписла во целиот тој процес дојде од црната листа, нели, на САД, на која што екс-вице-премиерот се најде. И тоа дополнително ја засили онаа перцепција кај граѓаните дека нашите институции не се подготвени или ја немаат барем политичката волја да се справуваат со овие ситуации органски. Туку чекаат некоја страна да им го даде моментумот и тие потоа се возат нели на тој бран. А токму тоа беше една од главните причини зашто претходната владеачка партија кој доживеа резултатот кој што го доживеа на минатите избори, тој впечаток на немање контрола, нели? Кој што продолжува сега да се засилува, мислам и од аспект на работењето на сегашната влада се разбира се уште е рано, но очекувањата за такви тоа се повторно структурни реформи само во еден поинаков домен се огромни и во право сте дека економијата е секогаш врзана за тие аспекти и дека не можеме да очекуваме едното да напредува без другото. Околу уставните измени, Европската унија става акцент на уставните измени, влесна на бугарите во уставот, додека оваа влада вели дека акцентот сепак го става во реформи, иако досега, барем во овие 6 месеци, не видовме значајни реформи, но може би е премногу рано. Нема да има некое поместување на тој план во однос на уставните измени во догледно време, во однос на она, нели, политика и став официјален на владата дека тие се отворени кон уставните измени се додека истите се усвојат со одложено дејство. Тоа е нели на некој начин сигнализирање дека всушност уставните измени не се проблем. Туку стравот е дека тие ќе отворат една Пандорина кутија и може да дојдат потоа секакви барања од страна на Бугарија. Тоа не е спорно дека може да се случи. Доколку ние не почнеме барем да го движиме целиот тој процес, тогаш има гаранција дека нема да одиме напред, вклучително и по овие економски параметри кои што ги споменав претходно, бидејќи структурната поддршка што се добива од ЕУ и поблиските економски врски со ЕУ членките беа клучните причини зошто овие други држави од регионот што ги споменав напредуваат толку повеќе од нас во изминатите 20 години. Благодарам за овој разговор. Благодарам за поканата, Билјана, ми беше задоволство. Поголемиот дел од земјите членки на Европската Унија имаат законска возраст за пензионирање од околу 65 години. Во Франција, законот за пензиска реформа кој стапи на сила во 2023 ја зголемува старосната граница за пензионирање за 1/4 секоја година до 2030, за да ја доведе од 62 на 64 години. Треба да се знае дека европските земји се далеко од тоа да имаат еквивалентно законодавство. Законската возраст за пензионирање може да варира во зависност од полот на работникот, како што е случајот во четвртина од земјите на Европската Унија, а исто така и според професионалниот статус и исклучоците специфични за секоја држава. Сите обезбедуваат системи за предвремено или одложено пензионирање, заедно со законската возраст за пензионирање. Конечно, пензионирањето зависи насекаде од бројот на одработени години. Неколку земји спроведуваат постепено зголемување на законската возраст за пензионирање. Така, законската возраст за пензионирање, например 67 години во Италија, но пензионирање без целосна пензија е можно и под 60 години, под услов да сте работеле 42 години.
Во Европската Унија, износот на пензиите многу варира од една земја до друга. Во Франција, еден пензионер добивал во просек 1400 евра месечно на крајот на 2020. Спротивно на тоа, пензијата на бугарски пензионер изнесувала само 293 евра истата година. Пензијата секогаш е помало од платата, така оваа стапка на замена е највисока во Португалија, каде е еднаква на 98,8% од нивниот претходен приход. Во Холандија е 93,2% и топ 5 земји комплетираат тоа се Грција со 90%, Австрија со 87,4% и Луксембург со 86,9% од претходниот приход. Спротивно на тоа, 3 земји членки на Европската Унија не ја надминуваат границата од 40%. Токму во Литванија, пензионерите добиваат најмала пензија, пропорционална на нивниот минат приход.